Здраво, здраво на сите, добре дојдовте во најновото издание на Се кладиме. Денес јас сум во улогата на Маријан, а Маријан е наш специјален дописник од Кина. Верували или не, имаме специјалист за кинескиот фудбал и наредните неколку недели ќе го слушаме интензивно, ќе ни подели некој совет, дури и некоја прогноза од фудбалскиот шампионат на Кина. Играте ли кинеска суперлига? Ако не сте започнале, тогаш ова е вистински момент, бидејќи кинеската лига има своја убавина, има свој шарм. И не само заради парите кои што се повеќе отколку во Европа, бидејќи трансферите се вртоглави, туку и поради терминот, бидејќи во Кина фудбал се игра во време во кое што во Европа нема други лиги, па ако адреналинот ви налага да се обожите, тогаш во утринските часови побрзајте да типувајте на кинеската суперлига. Например, таму играат фудбалери како Хул, како Оскар, како Хамарек Хамшик, тренери како Канаваро или пак Рафа Бенитес. А јас уште еднаш ќе се навратам на нашата наградна игра, на Евротип, единствената наградна игра која што се вика Еврошанса и која што ви нуди 11 етапи. Стигнавме на крајот од 6-та и до овој момент обложувачот Кичево има најголеми шанси да ја добие наградата. Имено, ова е единствена можност во која што и недобитните тикети добиваат. Единствено, важно е бројот, коефициентот на погодените парови да ви е што е можно поголем. Така имате можност да добиете 100.000 денари и тоа 11 пати поред во 11 етапи само во Евротип. Треба да изберете што е можно поголем коефициент без разлика дали е тоа на добитен или недобитен пар со Евротип клуб картичка до 35 надпревари и влегувате во потесен круг за 100.000 денари. Ако не успеавте во 6-та етапа која што е на самиот крај, веќе за неколку дена почнува 7-та и тоа е вашата нова шанса. А пред нас е еден лут викенд што се однесува до најубавата споредна работа на светот. Фудбалот нуди серија на дерби надпревари. Овој викенд дерби надпревари скоро во секое национално првенство. Но како што секогаш почнуваме, малку да се навратиме на она што беше претходните денови зад нас. Заврши четвртата рунда од групната фаза на европските купови, Лигата на шампионите и Лигата на Европа. Сигурно оние кои што на овие простори добро ги следат фудбалските возбудувања, помалку тагуваат за Динамо Загреб, кој што пропушти огромна шанса за пласман во осмина финалето. Имаше 3-1 во судиското дополнување, на првата против Шахтер заврши 3-3. Тренерот на Динамо распали по судиите, по ВАР системот, дури со погрдни зборови го нарече овој нов систем на УЕФА и веќе се прашуваат дали треба да се модифицира тоа гледање на снимката и што носи ВАРот добро, а што лошо досега во Еврокуповите. Редовни победи забележа гигантите Јувентус и Реал Мадрид, Манчестер Сити се сопна во Бергамо, Барса на домашен терен против Славија, значи не е така лесно, секој игра, секој може да изненади, а и вие барајте по некој поголем тип, поголем коефициент со оглед на тоа што ремито на Славија против Барселона важеше повеќе од 5 коефициент на Камп Ноу, исто така Аталанта го изненади Манчестер Сити. Сигурно и задоволството кога ќе се погоди едно вакво изненадување кај секој играч е многу поголемо. А не заборавајте дека во Евротип имате можност и за експрес тикети и посетете нашата веб страна Евротип.мк, каде што ќе имате можност да најдете лепеза на игри. Да не забораваме дека тука не е само фудбалот, недела почнува и тенискиот мастерс, осумината најдобри во Лондон, а секој ден имате луда понуда на НБА лигата и можност да типувате не само кој ќе победи туку и кој колку поени ќе постигне. И интересно е, например, да типувате дали Лука Дончич ќе ја продолжи својата серија на трипл-дабл, дали Леброн Джеймс секогаш ќе биде преку 20-30 поени. Внимателно прегледајте го и овој дел од билтенот кој што е богат со информации, со коефициенти, со занимливости и ќе ја пронајдете вашата вистинска игра, вашиот вистински тип. А ние ќе ви помогнеме во тоа со оглед на тоа што ќе ви понудиме неколку алтернативи, неколку предизвици и овој викенд, бидејќи реков дека ова е викенд на дерби надпревари, тоа во сите национални првенства ширум Европа. Некако во центарот на вниманието е Премиер лигата и мртвата трка на Манчестер Сити и Ливерпул за титулата. Овие две екипи играат прв пат сезонава во меѓусебен дуел и тоа на Енфилд. Ливерпул е фаворит, бидејќи игра дома, а дома не загубил кој знае од кога и има и на психолошка предност, бидејќи има 6 года повеќе од Манчестер Сити, значи подобар старт на шампионатот.
Внимателно погледнете ги сите игри за овој дерби надпревар, бидејќи имате безброј опции и бидејќи тука нема мали коефициенти. Што и да играте тука ќе биде големо, бидејќи квалитетот на двете екипи е приближен. Подоцна ќе типуваме и за конечен резултат, меѓутоа трознакот тука е неминовен, што и да играте на мечот Манчестер Сити Ливерпул ќе ви донесе голема сатисфакција. Мој предлог нека биде 1x. Ливерпул мисля дека нема да загуби на домашен терен и дека ќе ја продолжи таа позитивна традиција на мечеви на Енфилд. Пред некој ден се повреди Едерсон, првиот голман на Манчестер Сити. Тоа може да биде проблем, бидејќи голманот е битна алка во системот на Пеп Гвардиола. Значи добро погледнете и кој ќе игра, кој нема да игра, тоа се важни детали на овие дерби надпревари. Например, известно е дека кај Манчестер Сити покрај Едерсон нема да игра ниту Силва, нема да игра ниту Сане, ниту Лапорт. Похендикепиран е гостинскиот тим. Во Англија се игра уште едно дерби, мечот на Лестер и Арсенал, на хартија четвртиот и петтиот, две екипи кои што играат променливо оваа сезона, но ако за Арсенал променливоста е некако вообичаена, Лестер Сити е над очекувањата. Оваа сезона е во група со најдобрите, се бори за влез во Лигата на шампионите и е изненадување. Лестер имаше мирна недела, а Арсенал еден тежок надпревар во Португалија. Тука е можеби предноста на Лестер. Јас сепак типувам на надпревар со мал број на голови, значи обложете се на играта 0-2, број на голови, исто така еден добар коефициент, предвидувам тврд надпревар и малку голови меѓу Лестер и Арсенал. Значи имаме два дерби надпревари во Англија, едно дерби во сабот, едно во недела. Сигурно ќе ве закова пред малите екрани, јас со добра прогноза, секогаш надпреварот се седи подобро и онај навивачки дел, адреналинот расте повеќе. Дерби се игра и во Германија, таму играат Бајерн и Борусија Дортмунд, двете најсилни екипи, двата кандидати за титулата. Бајерн го смени тренерот, имаше еден турбулентен период, но победи против Олимпијакос со 2-0 и го заборави онај неуспех против Айнтрахт. Борусија има повеќе проблеми со повредени фудбалери. Санчо се повреди и Рој се надвор од стројот, тоа е автоматски како да не ви играат двајцата најдобри играчи. Затоа мислам дека Бајерн е изразит фаворит во Минхен и дека нема да дозволи поразот од Айнтрахт. Нов кикс, мојот тип, еден победа на Бајерн против Борусија Дортмунд. И во Франција се игра дерби меч, играат Олимпик Марсеј, Олимпик Лион, еден дуел помеѓу северот и југот, ривалство постои помеѓу овие два клуба, на велодром е секогаш жешко непријатно да се игра. И тука многу битен фактор го апострофирам тоа што Олимпик Марсеј имаше мирна недела да го подготвува мечот, Лион тежок надпревар против Бенфика во Лигата на шампионите. Мислам дека ќе биде надпревар без многу голови, типувам на Олимпик Марсеј. Можеби и мало изненадување, бидејќи коефициентот е релативно голем на Олимпик Марсеј, но оваа екипа е некако се уште зелена за големи работи, меѓутоа е подготвена да игра најдобар против најдобрите. Значи ќе видите дека Олимпик Марсеј ќе загуби од најслабите во лигата, а кога игра против најдобрите може да даде и повеќе од што има и од што може. Затоа тоа е мојот адут за овој тип. Сметам дека Олимпик Марсеј ќе го победи Олимпик Лион. И во недела навечер, кога практично се сумира колото и кога имате можности за поправен испит, обложете се на италијанското дерби помеѓу Јувентус и Милан. Значи едно старо дерби на два гиганта, иако ситуацијата на табелата е различна, скоро двојно подоби повеќе има Јуве и е апсолутен фаворит. И коефициентот на Јуве е релативно помал отколку на Милан. Ако сакате посигурен тип, тоа веројатно е победа на Јувентус, а нешто зачинето околу исходот може да биде и број на голови. Значи, тип 1 и 3+ е добра комбинација. Да не забравиме дека на последните надпревари Јувентус редовно прима голови. Тоа може да биде адутот на Милан, кој што со новиот тренер ништо подобро не игра отколку со стариот. Има само една победа, има многу проблеми, офанзивата е многу послаба од лани. Така да Јувентус не е вистинскиот меч да се вадат од проблемите. Предвидувам победа на Јувентус, но многу потешко од она што коефициентот кажува и што прогнозерите, критичарите сметаат. Сепак дербите во Италија се некогаш дерби во кои што не се гледа табелата. И сега ќе се вратиме на предизвикот на надпреварот помеѓу Ливерпул и Манчестер Сити. Конечните типови ни одеа, но не така добро како конечниот резултат со Марија последните неколку надпревари. Редовно го годевме конечниот резултат, англиските дерби посебно добро
ги типувавме. Јас мислам дека мечот помеѓу Ливерпул и Манчестер Сити ќе заврши 1-1, исто како и дербито меѓу Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Значи, билтен од врака и уживајте во фудбалскиот викенд кој што е побогат од било кој друг. Веројатно нема да имате можност да пронајдете ваква понуда до крајот на годината, како овој викенд што се однесува до оние кои што ги следат најсилните лиги и дерби на преварите. И не заборавајте она што претходно го споменав. Бројот на игри и бројот на спортови на кои што можете да типувате е многу поголем од она што јас пред неколку извоив. Затоа типувајте на ракомет Лига шампиони, на тенис Мастерс куп, на НБА и Евролига. Понудата е се поголема и се поголема. Имаме и промотивни пакети во Спорт кафе на Евротип и свртете на среќното тркало. А наскоро почнува и 7-та етапа од наградната игра и нова можност за 100.000 денари. Добивка која што може да добиете на секои 10 дена, дури и ако не ги погодите сите парови на тикетот. Се гледаме наредната недела со нови прогнози и нови типови.